Нисан имаше две моќни премиери наменети за Северна Америка. Првата и позначајната е новата генерација на пикапот Frontier. Ако досега под ова име таму се продаваше моделот под нам познат како Навара, сегашниот е сосема нов и наменски развијан за овој регион. Подолг е за 13 см и има представителен изглед кој недвосмислено асоцира на неговата робусност. Неја ја добива од крутата шасија која ревидирана ја наследи од претходникот. Таа му овозможува носивост од 730 кг и способност да влече приколка до 3 тони тежина, но само во верзиите со погон на сите тркала. Нив ке ги задвижува 3,8 литарски V6 бензинец со 310 конски сили, во комбинација со 9 степен автоматски менувач. Стандардно ќе доаѓа со Hill Start Assist, а кај поскапите верзии и со Hill Descent Control системи, електронска блокада на диференцијалите и специјални Bilstein амортизери. Внатрешноста е модерна, а листата безбедносни асистенти широка. Во продажба ќе се појави налето по засега непознати цени. На располагање ќе биде со два типа на кабина, а ќе се произведува во сојузната американска држава Мисисипи. Покрај Frontier, Nissan го покажа и новиот Pathfinder, кој како наследник на Terrano стигна до петата генерација. Јапонците доцнеа со неговото представување заради што иницијалната продажба од скоро 90.000 примероци годишно се преполови, но затоа сега ги има сите предиспозиции да ја поврати. Најмногу заради изфрлањето на безстепената и за волку големо возило безсмислена CVT трансмисија и нејзино заменување со класичен 9-степен автоматски менувач по потекло од ZF. Моторот остана истиот 3,5 литарски со 284 конски сили, кој стандардно ги задвижува предните тркала. Иста и платформата со самонесечката каросерија, иако јавноста се уште мисли дека овој модел ја има крутата шасија на Навара, односно претходната генерација на Frontier. Таа пак во своите 5 метри должина и 2 широчина обезбедува раскошен простор за 8 патници на кои на располагање ќе им стојат бројни дигитални технологии. За пријатен престој ќе се грижи Bose аудио системот со 13 звучници, а за безбедноста 7 режими на возење, Surround View камерите, системите за автоматско запирање со детекција на пешаци, надгледувањето на мртвите агли и друго. И овој модел ќе се произведува во Америка, но во фабриката на Nissan во Тенеси.